Фудбалската федерација на Македонија преку жребка ги одреди паровите за новата надпреварувачка сезона во првата македонска фудбалска лига, која започнува во август. Во првото коло шампионот Шкендија во Струмица ќе се соочи со Академија Пандев, додека Вардар ќе игра како домакин со Македонија Ѓорче Петров. Новаилиите Струга и Борец ги чекаат дуели со Работнички, односно Шкупи. Силекс гостува во Тетово против Ренова. Но тука завршува реализацијата на најавите на ФФМ дека до 26 јули ќе се знаат двојките за првата лига, Купот на Македонија и двете втори лиги. Од непознати причини се уште не се знаат двојките за Купот ниту за двете лиги, а непознато е и зошто сезонава второлигашкото првенство наместо поилинденските празници ќе стартува дури на крајот од август. За сега реакции за доцнењето со распоредот од второлигашите нема. Тие продолжуваат со подготовките, а поголемиот дел од нив ги проширија и пријателските дуели во следните недели. Единствената реакција од второлигашите доаѓа по најавата дека прволигашите нема да плаќаат котизација поради продадените телевизиски права, па тие побараа и тие да бидат ослободени од котизација. Дали токму ова барање е причина вторите лиги да не ги добијат двојките не е познато, а дали ФФМ ќе ги реализира најавените жребки за двојките се очекува да видиме од понеделник. За сега од куќата на фудбалот нема реакција ниту на барањето за укинување на котизацијата, а од второлигашите коментираат дека за сега бојкот на новата сезона не е опција, дури и ако ФФМ продолжи да ги игнорира нивните барања.